Филип се лекува со масло од канабис. Легализација на марихуана. Како и од кога канабисот ќе се користи за медицински цели? Има ли шанса за епилепсијата, леукемијата, лимфомите со делотворноста на екстрактот од канабис? Македонскиот див коноп и канабисот атрактивни за светските трговци. Потенцијален извоз од 30 милиони евра. Дали е тоа причината за ненадејниот пресврт во владата? Универзитетските професори Никола Лабачевски, Нико Беќаровски, Лилјана Китева и адвокатот Јанаки Митровски со Александар Чомовски вечера во Топ тема. Добра вечер. Ова што го гледате зад мене е канабис. Дилема која се отвара во последниве 3 до 4 месеци во Македонија на легална дебатна арена е дали е возможно канабисот да се легализира. И да се легализира и да не се легализира, неговата употреба на дивиот пазар достигнува вртоглави цени. Не случајно Лазарет во Албанија беше предмет на масовна акција на албанската полиција и кога ја прочитав податокот дека врти годишно 4 милиарди евра, прво не поверував, до моментот дека не прочитав дека на европскиот пазар прометот само со марихуаната достигнува вртоглави 180 милиарди евра. Колку е тоа споредено со македонскиот бруто општествен производ од 8 до 10 милиарди, можете да е сапите. Бидејќи темата е отворено, поставена е на маса, сосема симптоматично откако се говореше повеќе од 14 месеци, одеднаш откако се појави на една дебата со стручњаците министерот за здравство Никола Тодоров, добив информации дека во Министерството е задолжена екипа која би ги подготвила законските основи или тезите за можна легализација и под услови што би можело канабисот да го внесе во фармаколошката индустрија. Мои вечерашни гости се, како што веќе видовте, универзитетските професори Лабачевски, Беќаровски, Игњатова, Китева и Јанаки Митровски. Ке го чуете и Филип, веројатно градското момче кое нема некој што не го знае ни Скопје, но мислам дека би било добро да го заштитиме од општата популаризација поради фактот што самиот тврди дека повеќе од 13 години се лекува врз основа на база на користење на екстрактите од канабис. Моите соговорници веднаш ги прашувам дали е мистерија или научно докажано дека канабисот има лековити својства. Професор Лабачевски од вас. Добро вечер за вашите гледачи. Јас оно што ќе озборувам е врз основа на медицина заснована на докази. Значи, утврдено е дека екстрактот од канабис има лековити својства и има веќе одобрени индикации, односно одобрени се лекови кои што се користат со одредени индикациони подрачја. Тоа е лекот Сативекс кој што е последен одобрен и се користи за умерени и силни грчеви на мускулатурата кај пациенти кај кои што не е постигнат ефект со другата терапија. Тоа е една од одобрените индикации. Уште од порано, има едно 30 години, значи крајот на 80-тите години, има два лека кои што се исто така одобрени, а се на база на активните состојки што ги има во канабисот, пред се делта 9 тетрахидроканабинолот, и тие се користени за терапија на гадење и повраќање кај пациенти кои што се на хемотерапија при малигни заболувања. И утврдено е дека помага. Значи, овие се одобрени индикации на овие лекови. Исто така, во последните години направени се испитувања и употребата на активните состојки од канабисот е одобрена кај деца кои што имаат тешки епилептични напади. Тоа се она што представуваат одобрени индикации на екстрактите од канабис. Но и по такви услови во Македонија тоа
е недозволено. Во моментот е недозволено, постои законска регулатива, Македонија е потписничка на меѓународни конвенции кои што не дозволуваат дури внесни на лекови што се на база на марихуана. Бидејќи се наоѓа марихуаната, канабисот се наоѓа на листата 1 од субстанциите кои што имаат психоактивно дејство. Значи тука со законски измени, исто како што направија и други држави што се потписнички на таа конвенција, може да се овозможи да канабисот и екстрактите од канабис бидат достапни на македонските пациенти. Бекаровски, дали можеме да може. Има исто така докажано е дека подобрува кај силно ослабнати организми, кај хектични пациенти, како со малигни заболувања, така и со сида. Сето останато што му се припишува дека може да се употреби канабисот или активните состојки од канабис, а тоа е уште доста голем дел на заболувања кои што веројатно ќе ги спомнеме на тамошната дискусија, постојат одредени клинички студии кои што се пред на мал број пациенти и не се доволни за да се одобри индикација за лекување на овие состојби. Добро, дали е време овој конзервативен доктринарен период да го менуваме со оглед на фактот дека дури во светската реакција има различни пристапи. Например, во подготовка на емисијата проверив реакција од САД, бидејќи тие се тежиштето на фармаколошките новитети и на индустријата. Првата реакција беше да, точно е дека лекува. Потоа доаѓа информација дека врз основа на 79 клинички тестови во кои учествувале 6.500 луѓе, заклучено дека канабисот може да влијае на облажување на симптоми на некои од заболувањата за кои зборувала Бачевски, но и на нарушување под името Турет синдром, но не повеќе од ова. Дали може да се прошири тој, дали воопшто има амбиент канабисот наместо на илегалниот пазар да добие некаква легална форма? Јас ќе тргнам од малку поназад. Значи, канабисот, познати се податоци дека се користи во светот повеќе од 5000 години во медицински цели. Уште кинеските цареви го одобриле за употреба на дел од овие симптоми и состојби кои што ги кажуваме. Значи, од овие 5000 изминати години, канабисот е ставен на црна листа дури од 40-тите години на минатиот век. Сите останати 4960 години бил во употреба. За неговото значење ќе кажам само еден податок. Викторија, англиската кралица, пременструалниот синдром го лечела со масло од канабис. Дури во Вашингтон, Џорџ Вашингтон, во самиот свој двор садел канабис и правел чај, со кој што се ги лекувал своите реуматски тегоби. Значи, историјата на користење е далеку подолго од историјата на некористење. Што се однесува, ние докторите генерално сме конзервативни како фела, така што малку тешко ги примаме работиве со оглед дека и Хипократовата заклетва прво и основно да не наштетиме, примум нил ноцер. Меѓутоа, се повеќе и повеќе излегуваат факти, кои што во тек на времево беа прикриени и кои што сега не укажуваат дека, јас нема одма на почеток ќе кажам дека индикационото подрачје од 100 болести е навистина премногу опширно, меѓутоа дека се потребни уште неколку поопширни студии да се направат за ова индикационо подрачје да се прошири, секако дека ќе се прошири. Тоа што е основно во моментов да се започне процесот. Ако 24 држави во Соединетите Американски држави го легализирале, ако 14 држави во Европска Унија го легализирале и тој број секој ден расте, значи времето е дојдено да размислиме и ние. Вас двајцата професори ве прашувам дали овој тип на легализација произлегува од некоја доктринарен пристап на Светската здравствена организација и дали сме обврзани да ја информираме Светската здравствена организација за фармаколошко или испитување и примена на канабисот во здравствени цели? Околу, јас не би зборувал околу тоа за што сме должни, кај што се работи за ова растенија кои што имаат во себе компоненти што имаат психоактивно дејство. Мислам сепак е тоа работа на други профили, не сум многу компетентен да зборувам за тоа во поглед на информациите што мора да ги дадеме. Сигурно
меѓутоа за делот на испитување евентуално во колку се вршат, за тоа сум компетентен и можам да кажам дека не мораме да информираме никого. Меѓутоа треба да знаеме што испитуваме. Јас во моментов во Македонија не гледам производ кој што од некоја фармацевтска индустрија го подготвила и го довела до фаза на клинички испитувања, па ние да ги правиме тие клинички испитувања. Бичаевски? Имаме ли обврски кон Светската организација или можеме самостојно да настапуваме на тоа? Ние може во делот на испитувања да одиме и самостојно. Меѓутоа тоа треба да биде врз база на веќе некои работи кои што се познати. Значи Израел испитувањава ги прави преку 40 на години. Ке ни веќе има и болници во кои што се применува, регуларно одат пациентите, инхалираат масло од канабис во терапевски сврки. Истата работа ја има во Каталонија. Во Каталонија 6 најголеми болници кои што постојат, таму се иде регуларно, одат пациентиве и они примаат масло од канабис или пак инхалираат пареи од канабис. Добро, пред да ги чуеме уште Лиљана Игњатова, Китева, психијатар и Јанаки Митровски, кој има магистрирано на тезата на легализација на марихуана и кривични дела од нив, го вклучувам Филип. Филип, добро вечер за тебе. Добро вечер. Го чу првиот налет на реакциите на нашите професори. Јас ќе бидам слободен, со оглед на фактот дека неколку дена и неколку пати се сретнавме, да кажам дека на еден совиден начин ти се само лекуваш со екстракт од канабис. Од каква болест, ако сакаш да кажеш, и со какви ефекти? Абе вака, прво во најавата малце сгрешивте, не се лекувам 13 години. Работата што имам Ходжкинсов лимфом, тој се враќа, значи цел живот сум во ремисија. И нормално дека сакам тоа да го користам, може да чекам да ми се врати пак, па да почнем со хемотерапија од почеток. Више докажано ми помогнало. Докажано на мене, сега колку е тоа валидно. Нели увек медицинава бара вакви докази, такви докази, не знам какви студии, ама конкретно е на последнава дебата директорот на онкологија праша зашо јавноста што беше таму е толку негативно настроена кон професорите што дебатира. Најверојатно зашо овој пут многу повеќе знаат пациентите и јавноста него експертите, така наречени, на оваа тема. Добро, пред воопшто да даваме оценка за дебатите, само кажи ми на која возраст се заболе и колку време си под ова своја самотерапија? Вака, се не знам колку може да кажам, а прв пат имам диагноза на 15 години. И тоа што хемотерапија со зрачење, после вториот пут на 31-2. Само тоа што немам потврда од доктор, значи со црно на бело, имав жлезди отечени, почнав со масло, тоа пошто ми беше страф од игли, пошто после првиот пат реков игла, више не влага у мене. Дали сега се чувствува здравствено фит или кондиционо подготвен? У кој смисол? Значи се чувствувам вака како сега више корисник на канабис, без разлика у каква форма, дали масло, дали рекреативно. Конкретно можам да ги предизвикам сите што викаат, например, дека нели ти намалува когнитивни способности, намалува интелигенција, сите тоа што го тврдат ги предизвикувам на тест за интелигенција. Користам долго време. Секој тоа што го тврди, го повикувам да заедно да решаваме. Добро, Филип, тоа ќе правиме текст за менс критериумите. Уште само за твојата здравствена состојба и за начинот. Како ти стигна до информацијата и до технологијата да добиеш од канабис масло со кое го користиш? И колкава е цената на тоа? Вака сега, цената е без пари, ако сам си го направиш. И многу луѓе го прават без пари. А на илегален пазар? Молам? На илегален пазар? На илегален пазар зависи од дилерот што ти го продае. Значи нема конкретно цена. Зависи буквално, сега има некоја цена, испаја сега ја како зборам колку на илегален пазар, кој ја дека раководам со некаков илегален пазар, ама реално сегде е прескапо зашо буквално е без пари, можеш да го направиш за многу брзо и кратко време. И мислам све ова што до сега се збори, што дискутирате како треба да се легализира, која е формата и така натака, сегде и во Европа и во Америка
Сега, дали фармацевтски компании, да не навлагаме теории на заговори, така натака, се уплашени од само една работа. Значи не треба никакви стандардизации на маслото или стандардизација на никаков лек. Сите се уплашени од само една работа, што е многу лесно да го направиш сам дома. И може кој сака од што сака да се излечи, нели без да биде зависен од некои фондови и така натака, да чека пари од не знам каде. Тоа е најголемиот страф на сите. Добро, Зашто Филип, ти секој може дома да благодарам за направи. оваа почетна фаза. Доктори, можеме ли дома сами да правиме лекови? Конкретно ова што кажува веројатно е вистина. Добро. Пошто и други екстракти си ги подготвуваме дома од различни билки. Бабини деветини, Не што сум рече. подготвувал од марихуана, веројатно е вистина. Ова дека може. Сега што содржи тоа внатре во крајна линија сигурно содржи од активните состојки што ги има, од главната ТХЦ и другите канабиноиди ги има внатре. Добро, без Во која оглед на тоа што не количина знаете точно? Значи може да го анамнезата направи, на болест. претпоставам. Дали верувате во чудотворноста на канабис во однос на неговиот случај на Не е важно дали јас Да. верувам. Јас и на трибината таа што беше претходно организирана кажав, јас сум за легализација на марихуаната во медицински цели. Меѓутоа, ако зборуваме медицински цели, тоа подразбира, јас како доктор не можам да излезам надвор од она што представува медицина заснована на докази. Која и самиот би бил пациент, може да би се однесувал како него. Тоаш би излегол надвор од тоа што представува медицина заснована на докази. И би го применувал можда и при состојби. Добро, ама Икс состојби. јавна тајна е дека значаен дел од лекарите кои ќе Добро, се најдат со тоа го употребуваат, точно е тоа. И И значаен од тие дел причини- од една од тие политичко причини, бизнес елита го користи Од тоа. тие причини сметам дека треба да се легализира пред се за да не се доведат. Јас би се надобрзал на кратко. Првен околу стручниот аспект. Да. Значи, и самиот човечки организам има еден систем кој што се вика ендоканабиноиден систем и ние самите продуцираме материја која што е хемиски многу блиска до канабисот. Тоа се ендоканабиноиди. Тие делуваат воглавно на две места. Едни се во мозокот, каде што има во одредени области бројни рецептори и второто место, тоа се C1 рецептори и второто место се C2 рецептори кои што делуваат точно на имунолошките клетки. Значи, во смисол на тоа дека има место каде што би можело да делува, да, има. Тоа е имунолошкиот систем каде што се наоѓаат тие C2 рецептори. Околу тоа ефектот, први не би се согласил дека секој тип со оглед дека канабисот е растение што содржи 60 канабиноиди во себе. Значи, има од тие канабиноиди веќе се докажани кој од канабиноидите каде повеќе би делувал. Затоа и би требало да биде некоја законска регулатива во која што ќе се направат соодветни врсти и подврсти на канабис, кои што понатаму би имале уште поспецифично индикационо подрачје. Добро. Овака се работи, само да надополнам, значи, ние имаме така наречена стрит марихуана која што содржи некаде од 4-5% од оваа активна супстанца, па дури до 26, значи се работи за голем диапазон на различни типови. Така што би требало малку да се направи Значи, селекција. Не може секој тип да ако бидам делува слободен секаде. интерпретација, со 4% сме релаксирани, со 20% сме дрогирани. А? Не? Добро. Што значи зависност? Игнато? Зависност значи е хронична болест. Таа може да биде физичка и психичка. Кога зборуваме за канабис, зборуваме само за психичка зависност и тоа значи неодолива желба да се земе некоја субстанција. Значи не може да се одолее. Често лекарите знаат, адиктолозите да кажат на пациентите, ама ти мораш да престанеш, а по дефиниција е неодолива желба, значи тешко е да се престане. Дали Филип е зависник? Значи, околу канабисот и други субстанции, и легални, и илегални, кои предизвикуваат психичка зависност, како што е тутунот, алкохолот и кокаинот, како илегален, канабисот има најмала адиктивност. Што значи тоа? Ако сум опијане со 2 полесно се развива, по голем потенцијал да развие зависност има никотинот, алкохолот и кокаинот од канабис. Филип Галерија, сакаш да прашаш повели? Не, сакам Или да се реплицираш? Сакам да се убацам, заборив како беше претходниот соговорник, како се викаше, кога зборивте за стандардизација и дека мора, вака сега не знам колку сте упатени, во свет више постои таа стандардизација и не се прави
така кој што викате вие дека Така е. мора лекот на крај, него точно се знае која сорта на канабис Апсолутно е така. делува на која болест, зашто исто така е многу тешко, до сега бар не успеале научно да манипулираат кој сооднос на канабиноиди да има. Значи ако вкрстиш две сорти на канабис, иде на три начина, или исто како мајката, или исто како таткото, или 50-50. Многу тешко се... Филип, само уште едно прашање директно. Така да више се знае, сакам само Ако да кажам која сорта за ако која прекинеш болест со е. само терапијата со канабис, Добро? ти се влошува состојбата? На мене не е у момент, зашто реално јас сум во ремисија, ама на пример зависи од болеста. Некој што има мултипла склероза, он треба цело време да користи. И да И уште едно индиректно прашање што можеш и не можеш да ми одговориш. Дали ти се случило, бидејќи веќе си реков, условно кажам, нема да сваќаш кажам погрешно, градски мангот да речем, веќе си познат. Дали ти се случило да ти тропнат, да ти зазвонат луѓе што се во неволја да кажат дај од твојот екстракт? Цело време. 10 души, 100 души, 1000 души. Многу. 100 души на ден просек. Благодарам. Јанаки, магистриравте на темата на допустливоста, да речем условно, на марихуаната, односно на забраната. Што е сега перцепцијата? Ако се доведеме во ситуација на можност од легализација на канабис, кои би требало да бидат нормите, тоа да не биде нарушување на системот на заштита на луѓето, тоа да не стане една општа атмосфера на еуфорија. Благодарам на поканата. Најпрвен ќе дозволите да ве исправам, значи не е насловот на магистарската теза легализација на марихуана, туку е легализација како метод на сузбивање на трговија со наркотици генерално. Факт е дека во последниве години постои еден светски тренд на употреба на марихуана во медицински цели и тоа се прави сосема легално, бидејќи гледате било кој наркотик да се употребува, да се произведува, продава е илегално, ниту постои законска можност да ние како Република Македонија го направиме тоа легално, бидејќи сме потписнички на сите 3 меѓународни конвенции за наркотици кои изрично го забрануваат тоа. Меѓутоа, постои резерва, постои исклучок во самите конвенции, вели заперка, освен за медицински или научни цели. Така да, со многу малку законски измени може да се дозволи употреба на канабис во медицински цели. Значи, треба да се прави јасна дистинкција што е употреба на наркотици во медицински цели, а што е употреба на наркотици за рекреативна употреба. Сега, тука медицината не признава рекреативна. Ако почнеме со рекреативни, ќе почнеме со овие стерео, како се викаат овие што ги користат другите атлетичарите и да не влегуваме таму. Околу конвенциите, ако може нешто да кажам, значи точно ние сме подписници на Обединети нации, конвенциите што се од Канцеларијата за дрога и криминал, како што си Хрватска и Словенија, но они ја легализираа во медицински цели. А во 2016 април UNODC, односно Обединети нации за дрога и криминал Канцеларијата, се припрема за големо генерално собрание баш на овој проблем и во однос на тоа сите светски организации се припремаат околу тоа. Конвенциите уште од 61 па навака предвидуваат дека децата мора да се заштитени од употреба на дрога, дека дрога не смее ни да се поседува, ни да се употребува, ни да се продава, ни ништо, меѓутоа очигледно дека тоа е стратегија која не работи. Стратегија која не работи треба да се промени. Значи, кој беше одлично ако децата, по нашиот закон, дете е секој што е под 18 години, ако децата под 18 години не употребуваат дрога, но тоа не е реалноста. Реалноста дека тие употребуваат и ние затоа што употребуваат без разлика што е конвенцијата таква, ние мора да сториме нешто. Што се тешки, што се лесни дроги? Со кои се соочувате вие како последици? Поделба таква на тешки и лесни дроги кај нас нема. Има во некои земји поделба на тешки и лесни, каде што канабисот е ставен во лесни, а хероинот, кокаинот, амфетамините во
тешки дроги, меѓутоа Холандија има многу одамна политика со која си ги заштити своите деца, па го оддели пазарот, илегалниот пазар за марихуана, за канабис и за хероин, опијати, кокаин и така натака. Така да кај на нашиот илегален пазар на едно место се продава све. Па јас велам, некој ќе стигне по марихуана таму, а ќе заврши на хероин или кокаин, што Дали е многу користењето опасно. марихуана е зависност? Дали тоа што користи е Секој што зависник? користи марихуана не станува зависник, е еден од 10 лица кои употребиле канабис, значи станува зависен од канабис, но истото важи и за другите тешки, така наречени Дали има дроги. психосоматски промени кај луѓето кои користат канабис? Дали има психијатриски промени де факто? Вака, имаше многу И дали е тоа истражувања. резултат на користењето на канабисот или на стравот од болеста и од Има нејзината- многу истражувања кои зборува за тоа дека ако се почне рано и ако има генетска предодреденост, значи ако си носител на одредени гени, ако почнеш во млада возраст, кога мозокот е во развој, дека има големи шанси да добиеш психотично расстройство и кај тие деца треба апсолутна абстиненција. Филип беше дете не предизвикува да се мериме со Тоа сакам интелигенцијата. да кажам дека и оние кои се носители на одредени гени, каде што постои генетска детерминираност, млада возраст и употреба на канабис, присуството на трите фактори, ако ги има, може да дојде до развој на психоза. Но нешто исто така што е значајно, значи во последно време со дозвола затоа што ние збориме за легализација на канабис во медицински сврхи, ама мора да има и легализација на канабис за истражувања. Не може да се прави истражување ако ти немаш, ако законски е тоа недозволено како ќе употребуваш. Спомна професорот од фармакологија дека ни една фармацевтска компанија не дошол до тој степен да може да даде производ кој ќе се испитува, ама они законски не може тоа да го направат, ќе одговараат пред законот ако дадат таква Само, субстанција. Ќе ми дозволите она што го начина докторката околу конвенциите. Например, Македонија е една од ретките земји во светот која е подписник на овие конвенции, а која не ги исполнува до крај своите меѓународно правно преземени обврски. Например, конвенцијата од 88 против нелегална трговија со дрога и психотропни супстанции експлицитно налага да се направи градација на наркотиците во зависност од тоа од нивната опасност за создавање адикција и штетност по здравјето. Кај нас, нашиот закон не прави разлика, казнениот законник не прави разлика помеѓу разни врсти други и исто се казнува продажба на марихуана, исто се казнува продажба на хероин, а е експлицитна обврска која сме ја превземала, гледате од тогаш поминале колку 27 години, а тоа не е коригирано. Па имавме два контроверзни случаи на познати личности. Едно стана политички случај со фармерот Душко Илиевски, млекарот, каде што на поле му најдоа див коноп, а другиот со познатиот актер Килинг, кој му најдоа подготовка на канабис на разни заради неговата, условно да го цитирам, него заради лекување. Меѓутоа, начинот на кој репресивно и кон едниот и кон другиот државата се однеси и правосудните органи зборува за тоа дека немаме се уште подготвеност да ја примеме и перцепцијата и да се адаптираме на околностите. Па не се тоа прво два исти случаеви, затоа што кај првиот случај што го спомнав со Душко, популарно наречен фармерот, млекарот, како год, воопшто не се работеше за илегална супстанца, од причина што по меѓународниве конвенции за илегална марихуана се смета секоја она која во себе има минимум 3% ТХЦ, а дивиот коноп или нема ич или има под 3% ТХЦ, значи многу лесно, затоа и падна таму обвинението, многу лесно со вештачење се утврдува дека нема доволен процент ТХЦ и не е илегална. Тоа не беше случај со Кили, каде што имаше сосема друга ситуација и така да не можам да ги споредам дека се тие два случаи исти. Сега да, факт е дека првиот случај доби
политичка нота, така да речем. Добро. Јас мислам Поведете. дека треба да додадеме во однос на тоа што содржи канабисот, дека содржи супстанции кои се опасни за психотични расстройства, за анксиозност, па и за когнитивни нарушувања, но во истото растение има супстанца која е протективна. И тоа е од најновите истражувања во последните години. Ние многу години наназад употребувавме истражувања во кои не знаевме децата што точно пушеле. Знаевме дека пушеле канабис, али дали тој има канабис 16% од едното, 10% од другото или има висок процент на ТХЦ, немавме појма, само заклучувавме дека кај некој се случува психоза, кај некој не. Денес веќе знаеме дека во составот на ова растение има субстанца која делува антипсихотично и има субстанца која делува психотично. Која е за нас Има- употреблива? Односно, значи во кој е ваква употреблива. Во лекарите кога препишуваат лек за лекување, они барем во Словенија препишуваат колку посто од која субстанца да има. Ги има во течна форма, значи како улје субстанцата со CBD и со ТХЦ и они кажуваат која пропорција, толку посто од ова, толку посто од тоа за одредена болест. Кој е И поопасен тоа- возач? Тој што е под дејство на, ајде да речем условно, лесна марихуана или оној што има 1,5% Двајцата се опасни. да? Значи двајцата Или се како, опасни. како професорот Лабачевски Значи- рече, не да Боже да се разминат. Не, секој што е под дејство на психоактивна субстанца е опасен возач, но факт е дека и во сите земји каде што нема легализација на марихуана, возачите возат под дејство на алкохол и канабис и се случуваат сообраќајни несреќи. Една од причините зашто легализација во Америка ја направи од 21 година нагоре, а јас баш колегите од таму ги прашувам зашто 21, на колку години вашите деца почињаат да употребуваат марихуана, нашите на 15, до 21 ние ќе им го наполниме криминалното досие, на 21 ќе ги декриминализираме, нема резон. А они велат тоа го направивме заради алкохолот, алкохолот беше дозволен за возраст над 18, меѓутоа заради сообраќајните несреќи го качивме на 21, за да не губиме време и полемизираме околу возраста за канабис, зашто би била пониска, ние тргнавме со 21 години. Адвокате Што се значи дека соочили со одбрана на зависници во кои например некој користел за здравствени потреби, без оглед дали бил дел од ланец некој, а некој бил дилер, класичен. И дека во одмерувањето на казната рековте дека речиси исти арчени се применуваат. Сум имал такви предмети, сега во последно време бидејќи е тренд малку кај странкиве е тенденција да сите се лекуваат, на сите ми од медицински цели и све. Меѓутоа, повторно ви велам, тука има правна пречка, односно не можеме самиот закон, за тој судот не сме да прави дистинција, без разлика дали е, иако се работи за различни врсти на марихуана. Дали има либерализација на казнената политика со оглед на оваа тенденција? Не, 3 до 10. Законот налага по член 215 за производство, продажба, држење со интенција 3 до 10 години. Добро, сум прочитал и сум изведел. Британец се извлекол од рак на дебело црево со масло од канабис. Британецот Дейвид Хибит тврди дека масло од канабис го лечи, со тоа се лечи заболеното од рак дебело црево. Иако лекарите му определиле само 18 месеци живот, тој ден денеска е жив и здрав. Пред да почнам со лекарите, Филип, повели. Не, сакав да вратам исто на докторката. Конкретно има многу работи што еве вака ќе се кажат на некоја дебата и се оставаат така, а не се вистина. Таму кај што е легализиран за рекреативна употреба канабисот се намалени сообраќајки. Зашто има една друга работа, никој не кажува, например, зашто има сообраќајки од алкохол. Тоа не е зашто се само, нели, реакцијата ни е послаба, него исто така е зашто нели те тера да бидеш фраер или така нешто, значи малце дава лажно его алкохолот. Со канабисот тоа не се случува. Значи тие што користат канабис возат 50 на сат. И да има кола од 200 коња ќе вози 50 на сат. Значи нема да проба нешто да направи што не го направи. Прилично интересна теза. Па не е интересна теза зашто е подкрепена со факти, значи може слободно ги видите статистиките кај што е више дозволена за рекреативна употреба, значи некој има што ги следи. Ај тоа да го ставиме во математичката пресметка за степенот на интелигенција, тоа малку подосна. Да ги прашам сега професорите, доколку дојдеме во ситуација
да се отворат законски можности за легализација на канабисот во медицински услови. Каква би била постапката? Кој тоа треба да го прави? Фармацевтска индустрија, приватна компанија, услови под кои тоа треба да се прави, лабораториите кои тоа треба да го прават. Јас знам дека испитување на еден лек знае да трае година дена додека не биде пуштен во употреба. Лабачевски? Конкретно, во колку се легализира во медицински цели. Значи, тоа прво возможува она што се готови производи во светов да може да бидат регистрирани и кај нас. Второ, има во Македонија се уште не знам да некоја од фармацевските индустрии да направила стандардизиран екстракт со познат сооднос на активни состојки. Значи, во Македонија неам информација, може да и имаат, може да ја држат во тајност од македонските фармацевски компании. Не е точно. И сега законот дозволува во научно-истражувачки цели и сега дозволува законот. Сега во научно-истражувачки цели дозволува. Конвенција. Не, законот наш. Законот наш е, имам дел од законот кој што кажува дека во научно-истражувачки цели може да се употребуваат и супстанции што се од листа 1. Значи може да се употребуваат. Значи ова е строго контролирано во рамките на една компанија. Значи не знам тоа. Меѓутоа во светот знам сигурно дека постојат она што кажа и господинот Филип, дека постојат стандардизирани екстракти кои што имаат одреден сооднос на активните состојки, односно пред се ТХЦ и канабидиол. Чекајте, само шеднаш. Кој ги прави тие? Аптеките на запад кои што имаат лаборатории, регуларни фармацевтски контрола на државата. Знам дека постојат во Холандија и во Велика Британија такви компании кои што произведуваат екстракти од канабис кој што содржи има во однос на активните состојки со строго контролиран состав. И сега, се извинувам, само од тие екстракти може овде конкретно кај нас, во колку се купуваат такви екстракти да се понатаму прават одредени разредувања, односно да се овозможува за одредени пациенти да се подготвуваат соодветни дози. И тоа е она што е легализирано, да речеме, во Хрватска. Добро. Филип, само уште една мала информација од тебе, голема ствари. Со оглед на тоа дека ти се јавува, предполагам дека си услужен. Дали добиваш повратна информација тамо каде што си им дал екстракт, дека луѓето кои Не сум им дал повеќето, кај што знам луѓе у странство ги праќам, што знам. Добро, еве, извини, те наведувам на кривично дело или на дело тоа, имате право, извини. Се извинувам. Дали имаш информации дека луѓе како тебе, што користат екстракт од канабис, ја држат болеста под контрола, не даваат раст или Значи има луѓе што се излечиле скроз, зборам за луѓе болни од рак. Се излечили, има луѓе што се излечиле скроз, има луѓе што го држат под контрола, кај некој не работи кој што треба да работи, ама сепак има, значи нема никој без подобрување. Ама повеќето се лечат скроз, значи не е тоа више, не знам до кога ќе треба да се чека некој доказ, пошто има више луѓе у Скопје што е јавна тајна што се излечени, мислам луѓе што ги знаат, што се. Дали ова точно или ова е некоја фикција? Само може уште нешто, зашто никако тоа најбитната работа, ние у цела оваа работа случајно откривме див коноп у Македонија што расте. Оставите го за тоа во вториот дел од емисијата. Дали ова возможно? Така, ние во секојдневната пракса се среќаваме многу често со луѓе кои што во терминалниот стадиум користат. Факт е дека има некоја релаксација во смисол на намалување на тегобите. Јас лично во мојата клиничка пракса прошле доста такви, излечен не сум видел. Сум видел каде што е сопрен процесот, сум видел каде што се ублажени тегобите, меѓутоа да се каже дека излечен е малку смела констатација. Меѓутоа факт е друг, дека има кај кој што помага. Значи ублажува симптоматологија што е многу битна. На крајот на криштата има нешто во медицината што се вика и плацебо ефект. Некогаш и кога нема органски ефект, доволно е да има психолошки ефект, кој што е сепак ефект. Митровски, кои би биле корекциите во кривично-правната заштита или во кривичното право кои би требало да бидат направени за да имаме еден пофлексибилен однос кон оние кои би абсорбирале канабис екстракт за здравствени потреби? Може, например,
да го легализира, може да се направат екстракти, ама Не ако може да се легализира. Не. Не може да се легализира. Значи секаде каде што се користи за рекреативна употреба е декриминализиран, а во резервата легализиран, да, меѓутоа во медицински цели тоа е како резерва, нели, со запрека. Тоа што е дозволено во научно истражувачки цели. Кај нас нашиот крижен законник во однос на наркотиците доста оскуден, го третира со само 2 члена, 215 продажба и 216 овозможување. Продажба и ред други. Корекциите биле минимални, може, например, бидејќи се треба да се каже на гледачите дека се работи за две различни врсти на канабис. Во рекреативна употреба се користи сатива, во медицински цели се користи индика. Тука мислам дека со корекција со тргање на канабис индиката, може и не еве докторите се по-стручни веројатно на таа тема, по моите сознанија е така. Со минимални корекции на законски одредби и на тргање на канабис индика од листава на илегални супстанции, може тоа да се опозна.